зборува. И изгасиме камерите. А сега може да го погледнеме видеото, Кико. Почитувани домаќини на глобалната недела на претприемништвото во Македонија, Стартап Македонија, почитувани партнери на глобалната недела на претприемништвото и почитувани гости. Моето име е Симона Чаминска, националниот координатор на оваа иницијатива, основана од глобалната мрежа на претприемништвото во Македонија. Ми представува особена чест и задоволство да ви се обратам со поздравен говор и да ви посакам успешен настан, но и да ве поканам да ги проследите содржините кои ги избравме за вас оваа година и ги представуваме како понуда на екосистемот за поттикнување и унапредување на претприемништвото во Македонија. Глобалната мрежа на претприемништвото е најголемата светска мрежа која оперира со проекти и платформи во над 180 држави во светот, кои пак поттикнуваат развој на бизнисите со една единствена цел – основањето и водењето бизнис да биде едноставно и достижно секому и секаде. Една од најпознатите иницијативи или програми на оваа мрежа е токму глобалната недела на претприемништвото, која се празнува во текот на месец ноември од страна на 180 држави, каде партнери организираат над 40.000 активности, што пак обединуваат над 10 милиони луѓе. Оваа година глобалната недела се одржува од 8 до 14 ноември. Стартап Македонија е домаќин на оваа иницијатива од 2018 година. Тогаш започнавме со само еден настан, за да стигнеме до 14 во 2019 и дури 45 во 2020 година. Оваа година на агентата имаме активности од приближно 40 на партнери од академската и граѓанската средина и приватниот сектор. Верувам дека ваквите иницијативи што го обединуваат екосистемот во насока на создавање нови партнерства, отворање на нови полиња за соработка и промоција на најпознатите проекти и активности на партнерите се само чекор поблизу до хармонизирање на соработката на сите општествени чинители во насока на подобрување на условите за создавање и водење бизниси во Македонија. На овој начин ја позиционираме Македонија во друштво на најбрзо растечките екосистеми што нудат разни типови алатки на претприемачите за нивна промоција, мрежување и поттикнување за освојување на нови пазари. Дозволете ми да ви се заблагодарам за вашиот интерес за поддржување на иницијативи од овој вид, како и за вашето внимание и да истакнам дека се надевам дека оваа недела ќе биде исполнета со содржини преку кои ќе можете да остварите нови контакти, да размените идеи кои во иднина ќе ви донесат уште поголеми успеси. Ви посакувам успешен настан. А ние заблагодаруваме на нашиот национален координатор Симона Чаминска за поздравното видео. Денешниот настан, Пијалог со предприемач, е последен од оваа недела од ваков тип на настани. Денеска имаме еден предприемач, коосновач на мобилната апликација FitKit, како што би рекле алката помеѓу FitKit и бизнисот. Колку што знам, љубител на здрав и активен живот и има дури и свој блог каде што зборува за неговите ставови поврзани со исхраната и здравиот живот. Ова се само дел од капите на Јосиф, а повеќе за него, кој е тој што работи за неговиот стартап FitKit, можете да дознаете вечерва со чаша Мерло и можете да слушнете повеќе во наредниот час. Ја ве поздравувам тука, се надевам дека и вие ги донесовте вашите чаши Мерло и му оставаме простор на Јосиф да продолжи со настанот. Повели Јосиф. Фала ти, Благица. Не се договоривме само што се случува ако има интолерантни на Мерло или може би да не пијат, ама во секој случај ќе се снајдат сигурно да си се опуштат вечерва и да си поразговараме. Се разбира, имам јас некои прашања кои што стандардно не ги дадовте, нели, како Стартап Македонија, кои што и Норд Македонија Global Entrepreneurship Week, кои што ќе ги одговарам, но секој од вас кој што можеби има прашање за конкретен дел од бизнисот, за приказната или за нешто што можеби смета дека сака да добие моje мислење и одговор, слободно бидете интерактивни и поставете прашања, кои што најави Благица, да, ја сум дел од мобилната апликација FitKit
И тоа е еден од бизнисите во кои што сум активен и придонесувам и го развиваме. И тоа е дел од едно мое портфолио на различни бизниси, генерално во фитнес и велнес индустријата, и иако еве денеска нели со Мерло си пиеме, сепак ја не сметам дека здрав и активен начин на живот подразбира откажување од исхрана и од задоволство, туку напротив сметам дека човек треба да прави баланс и да вклучува продукти, а не да исклучува. Но тоа ќе го следите на мојот влог, како што кажа Благица, на Инстаграм, и таму ќе одговараме на прашања поврзани со исхрана и со здравје. А денеска јас ќе ви позборувам за дел од мојата приказка, што правиме со FitKit, што ни се идеите во иднина да правиме и што вас можеби нешто од тоа ќе ве инспирира. Ќе кренам само презентација за да ми е полесно со прашањата да ги одговарам. И ќе направам share screen за да може да гледате и вие прашањата. Само момент, извинете. Добро, share screen. Еве го. Се надевам гледате и еве ги прашањата на кои што вечерва ќе ви одговорам, и затоа ако некој сака да постави дополнително прашање, бидете слободни, но чисто да знаете дека што вечерва јас ќе позборувам и ќе одговарам за да не се повторувате ако истото ве интересира. Значи, генерално зошто го започнав бизнисот и кој е проблемот кој што го решаваме, и ќе зборувам умножина затоа што сепак јас овој бизнис го водам партнерски со Ангелина, практично девојката која што го основаше FitKit. Јас се придружив некаде 3-4 месеци после лансирањето првично на FitKit, и целата причината поради која што се придружив, не го започнав, беше затоа што некако ми се вклопи во мојата животна мисија и желба да допрам до што повеќе луѓе да бидат активни и здрави. И до тогаш генерално, значи тоа се случуваше пред точно 4 години, значи септември 2017 година. И до тогаш јас бев активен во велнес индустријата и помагав на луѓе околу исхраната, затоа што 7 години претходно исклучиво бев дел од и се занимавав со промоција на Herbalife продуктите и во нетворк маркетинг бизнисот. И тогаш најдов канал за да допрам до што повеќе луѓе да бидат и активни и да ја реализирам таа моја животна мисија. И FitKit го видов како канал, пред се го видов како можност да за себе си помогнам да бидам активен во мојот динамичен ден, бидејќи мојот ден и тогаш и денеска е доста динамичен и со патувања и агендата нема никаква репетитивност од ден во ден. И FitKit ми беше начин како јас да си помогнам да останам активен без разлика каде сум. И затоа пред се ми се допадна како сервис, а второ после неколку состаноци со Ангелина, затоа што јас пред се ја поканив да ми биде гостин во влогот и да зборуваме за FitKit, да испромовираме, затоа што мојата идеја беше ајде, јас зборувам секако за тоа, биди ми гостинка и ќе испромовираме FitKit, барем публиката која што моментов ме следи, ќе дознае. Па подоцна рековме ајде да си бидеме некаква додадена вредност на тоа што јас го правам и промовирам, да си помогнеме, за да после многу малку 2-3 состанока веќе почнеме да зборуваме за партнерство. И проблемот кој што ние го решаваме со FitKit е да на луѓето им ги тргнеме изговорите за да бидат активни, бидејќи FitKit unique value proposition нашето unique value proposition е дека вежбаш каде сакаш, кога сакаш, по твои услови. И практично во моментов FitKit овозможува да со чланарината која што ја имаш или претплатата да имаш пристап до сите фитнес центри, до сите спа центри, до студија за групни активности,
до онлайн тренинзи во живо, да си отклучуваш програми on demand од локалните тренери кои што се снимени, и практично тоа е идејата, да останат луѓето активни, без разлика каде се, колку време имаат и како го распоредуваат тоа време. Целта ни е да овозможуваме уште повеќе можности и локации и активности. Целта ни е да она што во моментов го работиме е да без разлика дали некој користи FitKit услуга или можеби има чланарина во фитнес центар или студио, сакаме ние да станеме каналот преку кој што тоа ќе се овозможува, односно да ги дигитализираме и студијата и фитнес центрите, затоа што за жал се уште кај нас во државата 99% од услугите во фитнес и велнес индустријата се уште се одвиваат на оној традиционален outdated начин на плаќање со кеш, на запишување во тефтери, во Excel табели, во notes во телефон и така натаму, што сметаме дека треба да се промени, и ние како FitKit работиме на тоа да го промениме и да ја дигитализираме и зазелениме фитнес индустријата, бидејќи сепак се работи за жал за многу сива економија. Можеби една од најсивите економии, бидејќи се функционира на кеш, за жал. Така да тоа е нашата мисија и на тоа работиме и тие проблеми ги решаваме и сакаме да ги направиме луѓето што поактивни. Кој беше твојот најголем неуспех и како се справи со тоа? Искрено не знам дали доволно сум изнаживеан и дали имам доволно искуство и бизнис, и сепак 11 години сум активен како предприемач и работам сам за себе, но не знам, најголем неуспех не е, јас лично не гледам дека можеби сум го доживеал најголемиот неуспех, и сметам дека најголемиот неуспех е практично кога човек ќе се откаже. Не зборувам дали ќе се откаже од одреден продукт кој што го развива или од одредена услуга, или можеби од моментот тоа што го работи, ако можеби работата му е 9 до 5 и размислува за некое хоби дополнително, или го прави па ќе се откаже од хобито. Ја не го гледам тоа како најголем неуспех, или можеби неуспех да оствариме одреден таргет во бизнисот, како продажба, бројки и така натаму, туку напротив сметам дека голем неуспех е ако се откажеме од себе си. Ја генерално лично би доживеал неуспех ако треба да се откажам од мојава мисија, да речеме и ова е многу тешко и ќе го баталам. Бидејќи етикетирањето на секојдневните случувања и резултати како успешни или неуспешни, или добри или лоши, практично го создава и најголемиот проблем кај сите предприемачи и кај сите луѓе генерално. Јас тоа го зборувам еве и со луѓето со кои што работам во школите за исхрана и кои што им помагаме, им правиме програми на исхрана. Најголемиот проблем кај тие луѓе е дека сакаат да си пресудат на крај на денот дали денот бил успешен или неуспешен, дали биле добри или не биле добри, ја следеле диетава или не ја следеле. И кога константно имате тенденција да се оценувате на секојдневно ниво, тоа е многу плодна почва за креирање на неуспех, бидејќи додавањето на етикети ќе ве фрустрира. Затоа мојата дефиниција за неуспех е тоа, да се откажеш од твојот сон, од твојата мисија и од себе си, а не дали нешто си доживеал како губење на пари или можеби нереализирање на одредена сделка или неостварување на одредени резултати, дали на месечно, дали на годишно ниво. Затоа што 95 реално никој од нас нема контрола на 95% од работите кои што се случуваат. А и за тие 5% мислиме дека имаме, ама неа. Така да она што е мојата филозофија е дека мојот фокус е на дневната дисциплина, односно денеска е што ќе направам и толку. И не се судам дали е добро, дали е лошо, дали успешно било или неуспешно, бидејќи не може да биде, мора да има и клизнувања и неуспеси и секојдневно и старчувања и траскање глупости
знаете, егото некогаш ќе излезе пред вас и ќе се истрчате со некои коментари непотребни. Така да тоа е само дел од процесот и е многу забавно кога ќе направите некоја ретроспектива на тоа што го правите. Кои се твоите совети за започнување на бизнис? Да не ја мислите премногу, бидејќи луѓето кога имаме тенденција да кога размислуваме на бизнис и она што го гледаме околу мене, од пријатели, од луѓе кои што се и познаници, кога размислуваат да започнат нешто, од што премногу размислуваат, ќе си ги најдат сите причини зошто да не започнат. Или ако започнат нешто, ќе си стават рамка, ајде да пробам 3 месеци, ајде да пробам 6 месеци и да видам што ќе се случува. И поставувањето на таа рамка е практично и главната пречка, затоа што кога ти ќе си поставиш рамка, апсолутно 100% се шансите дека нема да успееш да оствариш тоа што мислиш дека треба да оствариш во таа одредена временска рамка. И тоа не е показател за дали твојот бизнис е добар или не. Туку тоа е показател за само што треба можеби да смениш, бидејќи исто како, знаете, кај нас луѓето, јас тоа го некако паралела, барам така го доживувам, си влечам со емоции. Кај нас луѓето секојдневно се појавуваат емоции. И тие емоции не се тука за да ни кажат дали е нешто добро или лошо, успешно или неуспешно, туку емоциите се генерално некаква порака зашто ние можеби треба да направиме, за да, таа емоција праќа некаква порака. Исто и во бизнис сметам дека ако ти си ставиш рамка одредена дека ја ќе почнам сега со ова и ќе видам за 6 месеци, ако бива ќе продолжам, ако не бива ништо, значи нема да успее, тогаш ја ви гарантирам дека нема да успее. Бидејќи бизнис не се прави во рамка од 6 месеци и во бизнис, како и во се друго, и во брак, и во било која друга работа во животот, и во диета, и во вежбање, или си присутен и си all in и го правиш доека не профункционира, или не го почнуваш. Нема, затоа мојот совет за започнување на бизнис е прво не мисли, почни. И пазарот ќе ти го покажува патоказот, затоа што не може ти пред време да измислиш доволно добар продукт или услуга и доволно толку многу да го познаваш пазарот, за да, не знам, ја мислиш со години или со месеци, зашто ти треба да понудиш на пазарот. Понуди го и пазарот ќе ти покаже. Понекогаш луѓето премногу долго чекаме да валидираме одредена наша одлука или идеја за бизнис. Не треба да валидирате вие ништо, ниту па вашите блиски треба да валидираат, ниту треба да пуштате анкети за да видите дали пазарот е заинтересиран. Не. Значи, пуштате го продуктот и ќе видите, ќе ви кажува пазарот како да го менувате, а не дали е добар или е лош. Пето прашање, вика, според тебе, кои се етичките вредности според кои секој предприемач треба да се раководи? Според мене, ја верувам во 3 етички вредности врз кои што се темели целата моја работа, и во FitKit и во сите други бизниси, затоа што имам и освен FitKit, исто активен сум, не спомнав, и Coach Foods, тоа е исто партнерски бизнис кој што има за цел да прави private label продукти во категорија на здрава храна од локални, значи влијателни и добри ликови во фитнес и велнес индустријата. Имаме во Веро Рамстор, првата линија е на Коуч Јосиф, фала Богу, и сега спремаме следниве недели ќе ви изненадиме со нов бренд од ново лице во фитнес индустријата, но како и да е, се раководам од храброст, се раководам од доверба и од соработка. И тоа се 3 етички вредности во кои што јас многу верувам и врз кои што се темелат сите бизниси во кои што сум активен. Бидејќи, еве и FitKit ако го земете, знаете, Ангелина кога го почна бизнисот беше 23 години, или немаше 24, близу 24 беше, и не може да очекувате дека личност на 24 години ќе биде искусен бизнисмен или знае што прави. Апсолутно, ја не знам што правам, никој не знае што прави.
Знаете, ама ајде, нели у повеќе години у бизниси, у повозрасни години некако си позрел, не знаеш што правиш, ама знаеш како да не знаеш што правиш. И мене ми се допадна кај Ангелина храброста. Затоа што на тие години да рипнеш, да се брцнеш у джеб, да платиш 1000 евра за да лансираш некаква апликација, да немаш никаква појма од фитнес велнес индустријата, да не си активна во таа индустрија, за тоа треба муда и за тоа треба храброст. И прво тоа ми се допадна. Второ ми се допадна што кога ние почнавме да разговараме за партнерство, немаше, знаете, оној сомнеш, ама чекај сега да не човеков ме превари, да не ме нешто ми направи и така натаму. И имаше доверба и практично тука беше тој клик, затоа што генерално јас сум човек кој што многу не мисли. Скока у нешто и отпосле мислам и секогаш имам верба према луѓе, затоа што не може ништо големо да изградите ако немате верба во луѓе, да им дадете одговорност, да им верувате на зборот, бидејќи јас не можам да ги разберам луѓето кои што живеат во тоа дека прво мора некој да ми докаже за да му ја дадам довербата. Тоа е голем проблем ако живеете така и најверојатно нема да спиете мирно никогаш. Бидејќи не може вие да одлучите да немате верба во некого пред да ви се докаже дека не треба да имате верба. И затоа тие вредности на храброст и верба, доверба, кај мене се многу присутни и дополнително соработка, бидејќи пак речам, да не била соработката и да не е соработката помеѓу партнерите, во случајов, нели, во FitKit сме јас и Ангелина, во Coach Food сме јас и Димитар, во семејниот бизнис сме јас и Тања, жена ми. Значи, мора, бизнисот ви е као брак, со секој партнер, со секој соработник мора да има доверба. Знаете, ако верувате дека бизнис е само интерес и ништо друго, тогаш сте на погрешно место. Мислам, бизнис тоа е многу погрешна дефиниција и outdated дефиниција за бизнис, туку напротив, бизнис е соработка, доверба и храброст. По мене се тие вредностите и мислам дека секој предприемач треба да се раководи, бидејќи да не биле тие вредности, немало ништо да биде од FitKit. Ние имаме стотици партнери, тоа се локации, студија, фитнес центри, имаме луѓе кои што се активни во FitKit секојдневно, не знам, Данче копирајтер, Маја график дизајнер, 6-7 луѓе кои што работат у девелопмент на продуктот, на апликацијата, да не зборувам тренери со кои што соработуваме да прават програми, продукција која што ги изработуваат тие, значи многу луѓе и ентитети се инволвирани и не може без соработка, без верба, доверба и без храброст да рипнете. Како ве погоди COVID-19 кризата и како успеете да останете функционални? Од бизнес аспект не погоди, нормално, нема бизнис кој што не беше погоден. Може би и не срози финансиски, но знаете, не погоди во смисла да се преиспитаат структурите во FitKit, бидејќи до пред една година ние не бевме само двајца партнери и кога удри ковид кризата не ни беше толку проблемот, нели, што ќе правиме, затоа што брзо некако одлучивме, се охрабривме, рипнавме дека слушај, одиме онлайн, одиме ајде и понатаму ќе го правиме тоа што секако го правевме и се префрливме со онлайн содржини бесплатни кои што секој ден имавме ток шоу, имавме попладне вежбање, па имавме вежбање за деца во живо со маскоти и така натаму. И останавме активни да анимираме публиката и тогаш, да речеме, у тие периоди следбеноста на Инстаграм, на Фейсбук ни скокна неверојатно. Бидејќи, знаете, наеднаш се затворија луѓе дома, ние останавме многу активни со содржини, поактивни од било кога, објавувавме секој ден видеа, текстови и така натаму. Сето тоа помогна за да бренд ауернесот се крене многу. И во тој меѓу период од некаде месец дена направивме опција да може да се следат и онлайн тренинзи во живо преку FitKit и не дека тоа беше не знам каков пресврт у нели ревењето на FitKit, не, апсолутно.
Не беше годината финансиска кај што сакавме да бидеме, ма сепак не ни работевме со загуба, што е супер, но најголемиот удар за нас беше, знаете, таа паника внатре во FitKit која што се случуваше. За жал двајца од партнерите не напуштија, сето тоа беше предизвикувачки да се изменаџира, затоа што знаете пола од тимот на кор тимот на FitKit си оди, кој што тоа беше и техничкото лице на FitKit, а FitKit е продукт компанија, ние имаме мобилна апликација, имаме веб апликација и тоа беше турбулентно, но довербата и соработката, оние етички вредности кои што ги зборувавме од погоре и храброста ни помогна, бидејќи тоа е сршта на секој бизнис. Какви вредности луѓето во тој бизнис поседуваат? Не е идејата, не е продуктот, не се финансиите. Многу често луѓето трчаат по тие работи. Ја гледам многу стартапи денеска кои што повеќе се замараат да ја направат идеалната пич презентација за да му се допаднат на некој си таму инвеститор, отколку да се трудат они да имаат добри вредности, добар продукт, да му се допаднат на пазар. Пазарот е тој кој што ќе одлучи на крај, не инвеститор и не ни една институција која што дава грант. Така да тие вредности секогаш ќе помогнат и во лоши и во добри времиња да испливате на крај. Бидејќи бизнис е маратон, знаете, овде не е погрешна перцепција понекогаш имаме, особено кога сме на почеток во било што па и во бизнис, дека за 2-3 години треба да се обогатиме, да направиме ексит, да ја продаеме компанијата и да живееме после на остров и на јахта, да уживаме. Не функционираат работите така. И е многу проблем ако некој од вас добија многу пари на почетокот на бизнисот. Тоа е исто како денес да положите за кола и да влезете да ви дадат формула да возите. Не може да ја поднесете таа брзина. Исто и во бизнис. Мора да се учите со мали чекорчиња и да собирате искуство. Не може со €1.000.000 вие да ви даде некој и да водите бизниса да немате никакво искуство. Со големи брзини, на немање искуство, ќе завршите у некоја провалија и може да загинете. Истото и во бизнис. Не секогаш трчајте по вредности. Тие ќе ви испливаат на крај, ќе ве донесат и до милиони и многу повеќе од милиони. Кои книги влијае или го променија твојот начин на размислување? Не би издвоил конкретни книги. Ја би напоменал книги, ама у секој случај многу се тоа книги. Низ овие 11 години имам прочитано свашта, генерално и предприемачки книги, и психолошки и духовни книги, но еве нешто што барем ми оставило впечаток од многу подоцна ги имам, да речеме, Коста Петров му ги имам прочитано. Сите Богат татко, сиромав татко, таа доста однака ми беше, знаете, пошто бизнис е и пари на крај на денот. Мора да знаете, нели, кој каде оди се реинвестираш, како да се трошат парите, да се менаџираат. Така да таа ми помогна. Внатрешен инженеринг од Садгуру доста ми помогна Екарт Тол Нова земја, во која се наоѓа во бездни некој. Ми помогна емоционална писменост, емоционална интелигенција, тие одлични книги. Не се сеќавам, и многу YouTube видеа, значи Джим Рон, Тони Робинс, Гери Вајнерчак, Сајмон Синек, почни со зошто, да, и таа книга е добра, мислам, генерално тие се и авторите и луѓето кои што сум ги следал и сега ги следам, но сега во моментов некако, знаете, како и помалку се намалува и времето, и помалку следам, ама и од друга страна мора, што знам, мислам дека мора да се донесе одлука некојаш дека не треба обсесивно да се следат можеби одредени, нели, дали се тоа автори, предприемачи, бизнисмени и така натаму, не во смисла дека не знаат што зборат или не знаат што да ви кажат, туку повеќе од аспект дека некојаш, знаете, мора да дозволите вашиот джуз да излезе. Ако вие сте, не знам, ако сте боровинка и ако константно дозволувате да влегуваат и други типови на овошје, джусот што ќе излезе ќе биде така, нема да биде ваш джус. И ја некако таква
паралела и ете некоја логика и филозофија пред 3-4 години ми се појави, кај што решив дека нели ќе треба да си го изградам својот пат, нели ја имам своја приказна, своја животна мисија, на свој начин тоа ќе го направам и мислам дека е така најдобро. Иако нормално постулатите за успех и многу работи сум научил од сите овие автори, па и до ден денеска ќе ми залета дали некој квоут, некое видео ќе го изгледам, ќе ми направи аха, но сепак мора да секој од нас гради свој пат. Кој е твој идол во претприемачкиот свет и зошто? Идол. Конкретно не знам дали не знам кој ми е идол, затоа што ако ги гледаме, да речеме, мене ме инспирираат и Илон Маск, и Гери Вајнерчак, и Джеф Безос, и Марк Цукерберг. Тоа се луѓе кои што стварно направиле огромни бизниси и направиле disruption у светов и многу други лидери, што не се можеби предприемачи. Така да не би издвоил конкретен, и затоа што знаеш, можеби треба да се прашуваме кој ти е, нели, можеби кој ти е најомилен предприемач и кој ти е идол во балкански услови за предприемништво, бидејќи сметам дека има голема разлика во која лига играш. Сепак кај нас е дива лига, бизнис атмосферата и поднебјето и не е исто. Знаеш, и поставување на идоли понекогаш представува и поставување на некакви очекувања, дека нели ако не е юникорн, ако не направам юникорн, ако не направам милиарда, не сум успешен, што нема врска, има многу други бизниси кои што не прават милиарди и се супер успешни, имаат супер срекни собственици и основачи, така да неам конкретен идол, али ете би ги издвоил луѓето кои што ги следам и ги верувам и кои што стварно се им застапуваат вредности во кои што и јас верувам, така да тие се неколку што ги спомнав пред малку. Што беше клучно за да се вклучиш во стартап заедницата? Клучно беше затоа што јас сум убеден дека ако сакаш во некоја област ако сакаш да земеш, мора и да дадеш. И тоа значи дека ако сакаш да функционираш во фитнес и велнес индустријата, мора и да придонесуваш. Мора да градиш пријателства во таа заедница, мора да даваш нешто твое, мора да придонесуваш, да им помагаш на тие луѓе, да видиш дали тоа ќе биде со информација, дали на било кој начин. Не може без тоа да очекуваш дека ќе добиеш поддршка назад од екосистемот. И секој од нас, ако има можеби бизнис стартап, вклучувањето во стартап заедницата е местото кое што би требало да се вклучите. Не може големи работи да направите сами. Мора тоа да биде во заедница. Така функционира човештвото, така е создадено човештвото. Живееле луѓето во племиња, во заедници, ти ќе ме чуваш, дека ја ќе спијам, ти гледај да не дое некој да не јаде. Ти утре ќе идеш да копаш, ја ова ќе правам и така натаму. Мора да биде во заедница. Со придонес, со давање и земање, не може само да земате и да очекувате од заедницата. Без разлика каде сте. И затоа на крај на денот и бизнис заедниците константно се организираат. Имате стопанска комора, имате групација во стопанска комора за градежништво, за не знам енергетика, за вакво, за такво. И нормално е да постои стартап заедница. И затоа сум вклучен и клучно било затоа што верувам дека потребни сме си сите од заедницата за да еден биде, за било кој од нас да биде успешен, не само еден. И заедницата не е потребна. Знаете, секој која ќе даде некаков придонес, која ќе одговори на некакво прашање, ќе сподели искуство, ќе сподели неуспех, ќе сподели ранливост и така натаму, тоа многу помага. Не помагаат само успешните приказни, не помага само слушај, ја ќе се скријам се од сите, ќе направам се сам и после ќе покажам колку ме бива. Не те бива така. Затоа што не може, мислам, никого не инспирираш. Ако не си го кажеш неуспехот, ранливоста, работите у кои што си зезнал, не можеш да охрабриш луѓе.
луѓето ги инспирира успех, ама се плашат од успех исто, бидејќи кога ти мене ќе ми покажеш дека си спаднал 100 пати, си изгубил пари, си направил 300 грешки, побрз ти бил јазикот, него, нели, си кажал некои работи кои што не требало да ги кажеш, ќе речам, така ќе ми биде некако, ќе можам да се идентификувам, дека па е добро и овој грешал, и овој траскал глупости, значи можам и ја. Така да споделувањето, учествувањето во заедницата е многу важно. И така ќе направиме помокна и секој од нас ќе профитира. Кои се работите кои те мотивираат секојдневно? Па ме мотивира фамилијата ме мотивира, затоа што повторно ради вредностите и ме мотивираат партнерите и луѓето со кои што работам. Тоа ми е мојата мотивација и генерално и сам се мотивирам, затоа што фамилијата поише ме инспирира, а сам се мотивира. Бидејќи сепак и дома и жена ми и сме поминале многу работи кои што ме инспирираат и кои што не направиле подсврсти по јаки луѓе. Истото се случувало дома со моите родители и они ми дале неверојатен пример и ме инспирираат. И се до тоа, знаете, пошто секој од нас има денови у работа, знаете, некојаш деновите се токсични. И генерално у секој бизнис деновите се решавање проблеми. Нема тоа, знаете, не е секој бизнис е 90% тоа па тоа, знаете, и не постои работа или било, не знам, и спорт и што и да успеете, мора да повторувате исти работи и да вртите во круг. Нема тоа денот, не знам, да, мене ми е различен денот у смисла на, нели, со кои луѓе денеска се гледам, кои работи денеска ги бркам, местата, времето и така натаму, но повторно, тоа е. Одговарате на мејлови, одговарате на повици, решавате проблеми, решавате жалби, решавате недоразбирање помеѓу соработници и така натаму. И тоа е секој ден, all day. И затоа, знаете, некогаш у такви денови, нормално е, кога особено се па и тешки и токсични, мотивацијата паѓа. Ама кога има, знаете, кој ќе ви текне од каде доаѓате, зошто го правите, нели, ништо фамилијата ваша поменувала, ништо заедно сте поменувале, некако тоа е многу мајнор проблем. Што би го посоветувал 5 години помладиот ти? Што би го посоветувал? Да продолжи да одлучува брзо, ама не и брзоплето. Затоа што ја често сакам се одма, сега и наеднаш. И понекогаш знам да бидам брзоплет и да работата е дека денеш некогаш може да почекаш и ден-два за да донесеш одлука. Така да супер е да одлучувам брзо, али да не бидам и брзоплет. И што би му препорачал на 5 години постариот на 5 години постариот ти? Па не знам што би му препорачал, најверојатно после 5 години ќе бидат многу по динамични деновите, со многу поголеми и повеќе проблеми решавање, така да најверојатно би му препорачал да не заборава зашто почнал и од каде доаѓа, бидејќи верувам дека ќе има такви моменти која ќе ви иде да фрлите се и да запалите, така да тоа би си препорачал на 5 години постариот јас. И секако, и понатаму брзо да одлучувам, затоа што брзината на одлучување, не на успевање, прави разлика. Колку побавно одлучувате, толку повеќе има шанси да се заглавите у overthinking и да бидете анксиозни. Така да тие се прашањата, еве јас на кои што се договоривме со дечките од G и W да ги одговарам. И фала ви еве за тие кои што следевте тука на Facebook, не знам, немам уклучена Facebook евиденција дали и некој следи и колку луѓе има. Сепак ви благодарам, ви стојам на располагање, ова се моите контакти, ако можам на било кој начин да ви помогнем, се разбира, еве, може и сега некој, ако има некое дополнително прашање, стојам на располагање. Фала ви.
Фала ти тебе, Јосиф, ја се уште мислам дека Кико кај дај ќе каже леко прашање, пошто секогаш има многу интересни прашања. Кико? Не ме интересира Јосиф, дали секојдневно вежба, колку е Јосиф активен поради тоа што има толку многу обврски, кога што кажа на сите страни, колку време посветуваш ти на вежбање, да кажем? 3 дена. Понеделник, среда, петок ми е вежбањето во 6. Онлайн си вежбам, се уште, со уживо. И така, мислам 3 пати неделно, ништо поише. Некојаш мислам се случува и да се скокне во понеделникот. Не успеав во 6 да го фатам тренингот. Нели бевме у Телеком. Утре ќе го фатам, пошто е од 8 настанот, така да нема да го пропуштам. Ама види, пак у вторникот се деси тренингот, така да се стига, се реорганизираш, поместуваш работи, али не оставам да скокнам тренинг, затоа што, знаеш, и тоа е важно е. Не може, ја не верувам дека нездрав човек може маратон во бизнис да тера. Сосема се согласувам со тебе, зашто сум ја таков тип на човек, ми треба 2 до 3 издувни вентила неделно, зашто не се осеќам некако сам свој. Значи не можеш само една паралелна работа, само работа, ти треба некако да се олабавиш и самиот ти мозокот и све да рефрешираш на некој начин, што е супер според мене. Тајца, нешто сакаш да го прашаш, Јосиф? Па не, ја ви прашала, ако не беше сега, не знам, FitKit, ја мислам, пошто имаш доста онака предприемач тук, која е твојата втора, можеби, љубов за бизнис? Освен ова целото. Немам прва, втора, трета. Знаеш, мојата љубов у бизнис е да бидам у фитнес велнес индустријата и мојата цел е, знаеш, ако ја гледам големата слика и од его ако потекнува, јас сакам да бидам човекот кој што ќе биде најголемиот сервис за фитнес и велнес. Значи да овозможувам преку моите канали, бизнис и фирми да луѓето бидат активни, да се хранат кој што треба и така натаму, и да имам најголем удел во таа индустрија преку бизнисите. И знаеш как приоритетите го кажуваат кој ми е прв, втор, трет. Знаеш, у моментов FitKit е на прво место затоа што е бизнис кој што најбрзо прогресира у моментов, кој што има најголема потреба од мене, градиме, напредуваме и така натаму и можеби и така ќе остане. Но сепак, еве, и бизнисот со женами кој што си го имаме работа со луѓе, школи за исхрана и тоа се е нешто константно. Али јас барем не вложувам толку многу време во моментов, можеби се тоа некои 5-6 часа неделно, но затоа пак Coach Foods, бизнисов со продуктите кои што ги имаме во Веро и Рамстор, тоа ми одзема доста време, бидејќи јас сум тој кој што, знаеш, ја у денот може да ме видиш у 4 различни улоги, од сабајле да сум магационер и мерчендайзер, после да сум customer care на FitKit, па да сум директор, па да сум финансов, па све да сум. И у бизнис нема улоги и рол, све си. Која е твое, особено која е стартап, е октопот на сите страни, така да, знаеш, бизнисите и приоритетот у денот се менува. Некојаш е поважно нешто за овој бизнис да се заврши, некојаш е за друг, ама секојаш сликата е дека тоа е. Јас сум у фитнес, велнес и што поголем сервис да бидам за луѓето у таа индустрија. Да, точно, понекогаш многу често и го забораваме кој не е фокусот, нели? Меѓутоа добро е да си има. Значи јас сум се прилагодил и ориентирал кон фитнес и велнес, така да. Абсолютно. Супер. Дали имаме можеби некои прашања од тука присутните што се да постави на Јосиф? Или па дали можеби овие што се присутните веќе имаат некаков тренинг имано преку FitKit, па да ни споделат искуство, пошто ја лично имам искуство позитивно до сега со короната секако. Не ни смееш да кажеш денеска за него. Не ни смеам точно. И другите имаат позитивно. Не, реално беше доста интересно, пошто ти кажував на Олга Преска, како ја дознав уствари за FitKit. Мислам дека беше прво
од Challenger добив некои кредити и така ги искористив нешто така. И потоа, да, со вас и доста на Fierce Fitness посветив внимание, а меѓутоа, да, за секој оној што сака повеќе да види, секако нека си ја симне апликацијата. Така. Ако почнам да продавам повеќе, Јосиф ќе треба да ми даде некој процент. Така да, меѓутоа нас особено ни беше задоволство што те имавме во оваа серија на настани кој што претходната година се одржува, диалог со предприемач. Се надевам дека и останатите уживавте исто колку и ние од оваа страна да слушаме уште една уникатна приказна. И се надевам дека ќе доколку имате некои прашања, слободно после ова или ако гледачите што го гледат на Facebook по било кој момент имаат, можете да контактирате, Јосиф ќе остави детали за било како, па дури за споделување и за идеи за подобрување. Така да, тоа би рекла јас. Јосиф, ако сакаш нешто дополнително да им препорачаш, уште малку мотивација да им дадеш на сите. Па не, сами ќе се мотивираат. Ја доволно мотивирам. И се разбира, мислам, слободно си останувам достапен за било кој од вас и нормално и достапен сум и за стартап заедницава, знаете дека и таму секогаш кога можеме сме проактивни, така да фала ви, мислам и за поканата и за секој од вас кој што присуствуваше и за вниманието, се надам дека ете и ќе остави ехо ова и на Facebook Live, луѓе кои што можеби подоцна ќе го проследат, така да верувам дека ќе придонесе и на некој ќе му направи некој аха момент. Супер, те поздравуваме ние тука и од Стартап Македонија и се надевам се гледаме во петок на Entrepreneurs Night. А за останатите гледачи, слободно погледнете и останатата агенда која што утре имаме и во сабота и недела. Кико? Поздрав и од мене уште еднашка и се гледаме наскоро. Чао, чао.